Добар ден, пријател. Добар ден, многу си порани, бе, Шут Петко. Шут Петко, како помина денеска на нив? Како секој ден. Тешко, многу тешко. Шут Петко, ај дојди со нас до Мејана, да фрлиме по една. Не можем, не. Денеска сум многу изморен. Ќе си одам дома порано да си легнам, да си отпочинам. Ај, со здравје, пријатели. Ај, со здравје, Шут Петко. Шут Петко. Шут Петко, здражио си ми! Арен? Порано да си најдиш, Митре. Застани да те прашам нешто. Застани ти да не си глув. Шут Петко! Абре, застани да те питам оре нешто. Види го. Шут Петко. Ај. Уш. Добар ден, оче попе. Добар ден, Шут Петко. Многу рано се прибираш. Толку за денеска. И јас имам душа, сакам да ја одморам. Така. Сите сме исти пред Бога, Шут Петко. Сите сме исти пред Бога, ама овде не сме. Ете, например, Шут Петко, никогаш нема среќа. Се со макра, со сиромаштија. Јас не се жалам. Нека сум жив и здрав, да за друго ќе се најде чаре. Умен човек ти е, Шут Петко. Го слушаш ли како ја везе? Филозоф. И јас не мислев ништо лошо. Само сакав да кажам дека овде не сме исти на земјата. За горе е важно да сме исти. А за овде се знае, Шут Петко си е шут, а ние не сме шути. Ај, со здравје. Со здравје, Шут Петко, со здравје. Како да се подналути малку. И така има мислам сега. Нека се лути колку сака. Ајде. Се прибра? Се изми надвор или да ти повеам? Се измив надвор. Душата низ нос ми излезе. Знам дека многу се изморило ти. Ја знам таа земја, знам нивата што ја копаш и таа многу тврда земја. Затоа тој секоја година аргати за таа му се земја. Се сеќаваш што ти Лали јас копав со тебе? Знам како не се сеќава. Кочан земја. Многу е. Ке вечераш сега или ке се одмориш или... Да ти кажам право, бев гладен како волк. Ама ми се одјете. И кај ми се погодија баш денеска се тие најголемите мајтапчи, и Коле, и Најдо, и Пејко, и Митре, и оној Црнио. Попот. Как ли те зајадува? Да ме зајадува и така, полесно ќе ми беше. Ама не, веќе почна не на мајта, туку вистински да ме викаат Шут Петко. Некако нашака, туку како кумот да ми го клал името Шут Петко. А тој не лути се. Не лути се толку. Па не те викаат само тие така, сите те викаат така. И мене, ако ме послушаш, најарно ќе ти биде да се свикнеш дека така те викаат. Да се свикнам? Зошто да се свикнам? Само затоа што сум сиромав да ме викаат Шут Петко. Ако сум сиромав, не сум шут. Ако знаеш како да правиме да престанат да ме викаат Шут Петко, тоа да ми кажеш. Како да престанат да ме викаат Шут Петко? Знам дека со лошо може само полошо да биде, а не поарно. Ако може некако соарно да ги фатиш, да се правиш дека не ти е гајле што те викаат така,
така. И кога ќе видат дека не се лутиш, може и ќе престанат. Се преправ, мори жено, ама и тоа не помага. Пак ме викаат така, шут Петко. Се сети. Вака да направиме. Да прежалиме некое имење, некое животинче што имаме дома, да заколиме и да направиме една гозба, да ги нагостиме. Па не сме толку копуци, па да не можеме една гозба да направиме. И така ни се ближи денот празникот. Ке ги нагостиме сите, нека видат дека сме домакини луѓе. Ке се здружиме некако со нив. И после, може ке престанат да не викаат. Ами слушај сега, ајде ги заколиме да речеме кокошки. Кокошките или нешто поголемо може да заколиме. Не. Ако сакаш овца, крава... Чекај. И да речеме кокошките да ги заколиме. Да ги прежалиме. Ке ги прежалиме, ама може да останеме и без кокошки и без јајца. Ај, кој ќе размислам, кого ќе викам јас? Мене не ме викаат саде тие Шут Петко. Мене цело село ме вика Шут Петко. Не можем сите да ги викнем. Знаеш што? Ќе ги викнеш тие што најмногу макати прават. Тие ќе ги викнеш. И ќе се спријателиме со нив. Па после тие ќе не викнат нагости. И знаеш, кога ќе станеш пријател со некого, ќе престанат полека. И тие која ќе престанат, тие најмногу мака што ти прават, што знаеш, може полека и другите ќе престанат. Јарно велиш. Ајде да направиме така. Кого ќе го викнеш? Па ќе ги викнам овие денеска, што ги сретна. Апе, Коколе, Најде, Митре и Попо. Да. Ќе ги викнам, ќе ги нагостиме, па белки ќе престанат да ме викаат така. Домаќин лакот Петко. Не сум знаел дека си ваков домаќин. Епа, луѓе, јадевме, пиевме и доста беше. Ајво, Петко, на година, уште поарно, уште побеликетно, уште побогато соплешки. Амин. Не даде Господ. Ајде, луѓе, јадовме што јадовме, пивме, време е да одиме, оти ќе не фати вечерина. Аде до Попе. Да си ми жив и здрав домаќине Петко. До година уште поберикетно. Да станеме, да одиме. Доста беше, ако беше за фајде оче. Ајде. Ај никој не станува. Абе ќе не раздени овде оче. Седи. Ќе не раздени овде. Здраве, домаќинке. Да добре жити здраве. Со здравје. Скопната, до година уште побогато. Амин. Амин, оче Попе, амин. Со здравје. Ајде Петко, со здравје. Со здравје. Види како ме пијат, домакине Петко. Петко, домакине. Гледаш во што била работата, а?
Сега само ќе чекаме и тие нас да почнат да не викаат, да не канат на ама, вечери. да ти кажам право, На ручец. се поарчивме баги, ама мене не ми е жал. Само за Арно нека е. Оди легни си ти. А? Легни си, аз ќе раскрена. Добро, ајде. Се ќе раскрена. Ќе одам. Ајде. На сите им минаа празниците. Вика, гости, канеа, гостеа. Никој не повика. Арно што не се избудаливме нешто поголемо да заколиме. Кокошките отидоа, што отидоа. И пак си го тераат старото. Шут Петкота, шут Петко. Шут Петкота, шут Петко. До сега терав со Арно. Од сега ќе ватам со лошо. Што си наумил да правиш? Ти да ми ги подготвиш најубавите алишта што ги имам. Нешто и да прикупиме. Една вреќа убава да најме. И на пат ќе одам. Ќе видат тие кој е Шут Петко. На пат? Пријателе, да те прашам нешто. Шо носиш во ова вреќава што толку смрди внатре и што туку ја носиш со тебе? Што не остеш таму в Пондила кај Гојдана? Не може така. Зошто не може? Во таа вреќа ми е мене сио живот. Како што ми е тежок и смрдлив, така и вреќата. Ама право да ти кажам, големо богатство си чини ова. За оваа вреќа, жими татко, а душа ти кажувам, човека отепувам. Мајката. Ако ја гибнеш, да знаеш кај суд никој ќе одиш, тоа да си го знаеш. Ами, ако е така, ој си водаја таму и таму занеси ја, со тебе нека седите. Оти знаеш, има муштери овде идат. Знаеш како е, смрди. Тоа не. Ти одам јас с тебе водаја. Додам водаја таму сам. И да влези некој, да ми ја земи вреќата и кој знае што може да ми направи. Како не се затрча одма? Не, тука ќе си останам јас. Тука ќе си придремам малце, сетне ќе си одам, а вреќата нека биде тука. Слушај. Сети ки друго е. Влегуваат, излегуваат. Ај така нека биде. Нека биде по твое. Само да знаеш, многу смрди. И ми ги брка муштариите. Тие што ќе ги избрка да знаеш дека ќе треба да ми платиш за нив. Се разбрахме ли? Нека си одат, ова не смрди ми скоина. Таков ми беше животот. А за пари не жалиме, ќе ти платам за сите гости што ќе си одат.
Сите уштерили ги избрка со ова негова вреќа смрдлива. И што и да има внатре, ќе знам, ќе испробам назад. Па што сакаме ќе види. Не може вака без луѓе. Леле! Леле, што е ова, што стана со вреќата? Леле, мајко мила! Ај, леле! Ама, лели ти реков, бе, пријателе, да не правиш вакви работи. И се што ми направи. За ова нешто да знаеш, на суднико ќе те дадам. Аман, пријателе, немој, пријателе, еве, ќе се качиме горе, немој насуд да ме даваш, немој да ми изрази лош глас на ано. Зошто насуд? Ајде, горе ќе се качиме, па колку можам ќе ти платам. Ајде, ќе ти платам, не имам ќе ти дадам, ќе го платам ти, ајде. Шут, Петко! Ти ли си? Да. Види како се дуздисал. Ај, здраво живо, Шут, Петко. Абре, Петко, да те прашам. Откај доаѓаш вака дуздисан, кај спечалил купарите, вака дотерен да доиш вака дома? Од селата, во планината. Од прости луѓе спечалив. Од прости луѓе? Од планината? Како од прости? Парите биле таму, ама не сме знаеле досега. Знаете што им продавав? Лепешки и друзи смрдливи работи. Думате кове гоштевав, ко ми бевте на гости, па сетне се што сте ми испоганиле околу куќата собрав во едно вреќуле и други брбушки лепешки од стоката однесов во планините. Таму во тие планинските села и се продадов. Чунги прости луѓе се, многу купуваат. Знаете колку пари сум земал и сам не знам. Сакаат се, ама да е смрдливо, само смрдливо. Узнали што прават со лепешките? Не сакаат да ми кажат. Јас ги молев, на колена сакав да паднам да ги молам, ама не кажуваат, па тоа тие. Велат, не прашувај. А велиш уште барат, а? Колку да сакаш, само да има. Јарно што ве сретнав, да ви кажам, пријатели, ако знаете вие некој човек таков, мајстор, да може да прави многу од овие работи, вие само да ми кажете мене, јас да си продавам, па уште пари да си земам, куќа ќе си направам. Ама, бре, па зар толку многу плаќаат планинци, бе? Плаќаат, ами како? Ако се сетите за некаков мајстор, кој што ви реков таков, за овие работи, да ми кажете. Ептен ќе ви благодарам. Ќе ти кажеме, Петко, ќе ти кажеме. Ај, со здравие. Ај со здравие, пријатели,
Здравие, Петко! Со здравие, Петко! Петко, нема шут, Петко. Петко, ме пеат. И велиш, отишле, а? Со сил ту те послушале и отишле. Ами затоа јас ги излагав, за да отидат. Одва и чекам да се вратат, да им се смеам. Ќе видиш кога ќе дојдам, како има да ми го пеат името. Петко, Петко, а не Шут Петко. Сите четворица отишле, сите. Петмина. Петмина. И Попа. Да знаеш дека за него ми е најмилош отишол. Многу се радувам. Моли донеси да подкастиме нешто. Не, ми се пие каве. Прво каве да се напиеме. Ама После. саде каве да Саде каве, Ајде. Што нас мајдам да се играш? Или се најде магаредно? Мавај! Не, да ме тепат планинците како магаре за него. На стари години. Чотек да јадарим спортака. Удри. Очите ластегарки. Добро, ајде, доставмо е. Колку што ме боли грбот, толку ќе те боли мелот. Има Господ. Нека да го Река дај. Да не претераме со давењето, луѓе. Како да не? Тој нашол нас да не лаже. Уште не можам срамот да го заборавам. Одам јас таму им велам на планинцине, колку давате за лајната? А тие кога почнаа да се смеат. Па, Чотек, оче, Чотек, мавајне, море ќе го дотепам него. Абе, оче, удри ти малце, удри. Да бегаме, луѓе. Да бегаме, да не види некој. Да бегаме. Ајде. Оле! Ох, мајо, оле! Како да вика. Ева ваму, бе, пријателе! Пријателе! Еј, човек. Дај ме, поможи ми, Што е, бе, пријател? Чекаш полека! Што си сторил? А? Што за... Да. Сакаат да ме женат, а јас не сакам. Пријателе, а јас па сакам да се женам, ама никој не сака да ме земе. Знаеш зошто? Зошто? Оти сум сиромав, плюс тој и козарч. А мене сакаат да ме женат, ама јас сум стар, а невестата млада. Ко бев млад, и мене никој не ме сакаше. Чунки и јас бев козарче. Сега ко остарев, ко станав човек, сакат да ме женат, ама стар сум. Пријателе, биду е ли вака да се договориме јасите? Како? Јас да влезам во вреќата да ме врзат. Кога ќе ме венчаат, ќе им биде доцна. Ти земи ги козите, јас невестата. Биду е? Арно ти текна, бе, пријателе. Само поскоро, за да не видат. Ајде. Ајде, поможи. Ајде, пријателе. Може ќе. Дојде ме. Ајде. Ајде, влегу се. Земи го ти стар. Земам осте. Така, брат, само да поитаме. Хаби им главата, чекај да те врзам. Ајде, врзам. Добро, а ти не пуштај глас. Добро. Па не те позна.
Ajde. Što je, prijatelji? Što me gledate? Да не сакате да ви кажам фала? Сам си ги ватив козите. Тики во плиткото ме врливте. Та ватив, не 3 кози, некоја јаренце, ама и козарчиња си главив. Чунки многу кози има. Ќе одам јас пак, ќе влезам во реката. Стадо ќе направам. Чорбаджија ќе се сторам. Козар! Ха-ха! Нема да ги собере сите кози за себе. Не требаше да го пуштиме сам. Сега сите ќе ги земе. Па, попе, мораме чест да му правиме. Ене. Една црна коза. Ене и бела. Ене уште една црна. Еј, попе! Не, попе, немој од црните, земи некоја од белите, попе! Бела, Попе, бе. бела земе, бе. Ај. Ај. Го нема, бе. Го нема, бе. А, Петко, шут, Петко. Пак не направи будали. Оне не е Петко шут. Туку ние сме. Туку ајде да бегаме додека не се расчуло по селото. А попот, ако се удавил, Ако има живот, ќе излезе на другата страна. Ај ние да одиме, дуре време. ајде да одиме. Ha ha ha!